Гостивар ја живее својата 76-та година како слободен град. 18 ноември е значаен датум од историјата на Гостивар, испишан како ден на конечното ослободување. По тој повод, Општинскиот одбор на Сојузот на борци организираше пригоден настан. Заради пандемијата годинава изостана традиционалната свеченост со културно-уметничка програма и доделување признанија. Сепак, празникот на градот се прослави со положување на цвеќе и пригоден осврт за историските моменти од ослободувањето и значењето на датумот. Ослободувањето на Гостивар го подготвија и извршија единиците на 15-тиот македонски корпус од 41-та и 48-та дивизија и 7-та бригада на 49-та дивизија. Денес го одбележуваме најзначајниот ден од историјата на Гостивар, која беше ослободен и се создадени услови за слободен живот во слободна Македонија. Од тој ден, 18 ноември 1944 година, нашиот град пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој. Во Народно-ослободителната војна животот го загубиле 322 активни борци од Гостиварскиот регион, како и 158 жртви на фашизмот. Тие со својата жртва гранитно го цементираа темелот на слободата. Затоа денес се навраќаме пред 76 години за да се посетиме и да им оддадеме почит и признание на нашите предходници. Ми им должиме траен почит и слава. На сите гостиварци, каде и да се, од името на Општинската организација на Сојуз на борци Гостивар и во името на граѓаните продолжувачи на традициите од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и во мое лично име, им го честитаме 18 ноември, денот на ослободувањето на Гостивар. Букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОВ положија делегации на боречката организација и на ВМРО ДПМНЕ. Чествувањето на 18 ноември продолжи со поклонување пред споменикот на народниот херој Чеде Филиповски Даме и спомен плочата близу црквата на плоштадот во Гостивар, поставена во чест на 6-мината активисти од Народно-ослободителната војна, кои биле стрелани во предвечерието на ослободувањето на градот.